Туристичката комора при Сојузот на стопански комори на Македонија и официјално упати барање до Министерството за туризам на Грција за привремено одложување на примената на новиот систем за влез и излез на граничните премини за македонските државјани во периодот од 1 јуни до 1 септември 2026 година. Како што се вели во соопштението на комората, иницијативата доаѓа по реакциите и укажувањата од туристичкиот сектор во земјава, кој предупредува дека евентуална примена на системот во шпицот на летната туристичка сезона може да предизвика значителни застои на граничните премини. Ова, како што посочуваат, директно би влијаело врз квалитетот на туристичкото искуство, но и би можело да резултира со откажување на веќе резервирани аранжмани за летување во Грција. За една кола е се потребни 10 минути со четворочлено семејство да се сликаат, да дадат отисоци што како. Мислиме дека ќе има долги часови по некои сценарија, многу долго чекање на граничните премини. И за да се избегне тоа, затоа баравме да се иземе системот 3 месеци од страна на грчката влада. Пративме директен допис до министерката на туризам на Грција, во координација сме со Стопанската комора на Халкидики, како и со хотелиерите од Халкидики и од Северна Грција. Се надеваме дека во наредните денови ќе имаме на позитивен одговор за целата ситуација. Мораме позитивно да видиме и мислиме дека ќе добиеме позитивна одлука од страна на грчката влада. Прашан за системот за влез и излез во Шенген просторот, министерот за транспорт и врски Александар Николовски вели дека покрај техничко, прашањето е и политичко. Ова покрај технички се и политички прашања. Во вакви прашања секогаш мене би била целта да ја завршиме работата, а не да од тоа правиме политика или маркетинг. Јас нема да го правам она што го прават колегите од соседните држави, затоа што на тој начин го уништуваат процесот. И еве ќе застанам тука. Системот за влез и излез во Унијата стапи на сила на 10 април, а иако од Европската комисија уверуваа дека регистрирањето не одзема многу време, сепак тоа предизвика големи чекања на дел од граничните премини на земјите од Шенген зоната. Покрај системот за влез и излез, на есен стапува на сила и EITAS, односно онлайн апликацијата, која чини 20 евра и важи 3 години. Двата система се комплементарни и како што посочија од Унијата, се дел од поширокиот пакет за дигитализација и зајакнување на контролите на надворешните граници на Унијата, а со кои печатите во пасошот треба да заминат во историјата.